Дојде време за оброкот на денот и кога имаме, нели, кога ни доаѓа Емилија, веќе најавивме во нашата кујна, не може масата да има празен простор, мора да е цела полна и така и овој пат, еве тоа ќе го забележи нашата камера и ќе видиме дека нема што нема, но затоа се е здраво, се е вкусно и што е најважно, рековме ќе се задржиме на постните рецепти, бидејќи во текст се Велиденските пости и одлична можност за сите оние кои што не следат, а постат. Емилија, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата и секако за убавата најава. Секогаш се трудам тука убаво и шаренолико да изгледа трапезата, бидејќи оние бои кои што го привлекуваат окото, па и сетилата за мирис и вкус ни дават еден баланс. Така да ние секогаш препорачуваме здрава и збалансирана исхрана, особено па и овој период од годината кога се веќе постите. Секако, нели, убавата мисла, убавата расположение, убавата порака кон сите нас, добрата мисла, така да и добра и убава храна која што е одстранета, односно елиминирана храната од животинско потекло, треба да биде доминантна храната од растително потекло, меѓутоа да не се заборават сите оние намирници кои што содржат оној баланс кој што ние го препорачуваме нутриционистите: протеини, јагле-хидрати, да не заборавиме пиењето вода, физичка активност. Се може кога се сака. Така, и тоа е една целина за која што не треба да заборавиме. Пред да кажеме што се имаме на нашата маса, јас само ќе кажам дека ти ни дојде во кујната по кратка пауза, повторно освежена, одморена. Така ли? Освежена ли си? Така. И по роденденското твое патување на Бали. Така. Нека ти е на здравје патувањето, она кое што ете ние на најавата го споменавме, фотографиите кои што ги издвои. Јас те замолив да направиме преку овие фотографии една прошетка, накратко да ни го кажеш твоето искуство во Бали, од твој аспект нутриционистички, покрај културата, традицијата, се разбери таа специфична храна која што ти така, има. Еве оваа слика што се забележува тука и со храна и со ризовите полиња, кај што малце адреналинот беше вклучен, да ги вкусиме јадењата на балиската традиција, Кујна, да. убавите храмови кои што навистина местото кај што бевме сместени, тоа се во Нуса Дуа и Убуд. Ова е еден храм кој што е свет храм и навистина има приубава енергија, дава смиреност, баланс, така да покрај оно што го кажав, како и храната, така и патувањето ни дава еден баланс. Имавме еден ручек, пиење, јадење на една убава природа, кај што може да се забележат и оние звуци на самите инсекти кои што беа таму присутни, ризовите полиња, се навистина една убава гледка која што не може да се опише со зборови. Кога сакав да кажам како го доживеав Бали, едноставно посетете го, видете го, бидејќи тоа е рај за очи и душа. Токму така и се вратив, бидејќи одморена, бидејќи патот беше долг, 14 часа беше патување. И баш имаше една анегдота кога ќе ме прашаат како помина, колку беше патувањето, кажував, викам, во ноќ тргнавме, во ноќ патувавме, во ноќ стигнавме, бел ден не видов 2 дена. И мојот роден ден бидејќи беше на 8 март, токму на 8 март во 12 часот, таму се 7 часа разлика од нашата временска треба да се прилагодиш зона, на тоа се промена. прилагодивме и ми направија една многу убава атмосфера роденденска, сите што бевме таму кај што патувавме. Со луѓето ги вкусивме убавите, како што кажав, рецепти. Ова е кафето кое што е доста познато, нели, на сликата што се гледа. Да, они имаат едно од најпознатите кафења, лува кафе. Лува кафе, еве го. Каков е вкусот? Вкусот е како карамел, различно, нели, има и различни вкуси, како го доживуваме, нели, пиењето на кафе, секако може вреди да се проба, па онака, како да кажам, нели, мора да се проба се што нуди таму таа култура. Едно што онака ми остави убав впечаток, се самите луѓе се сталожени и позитивни, секогаш се насмејани, иако таму, нели, нема сталежи, нели, сиромашен народ, посиромашен народ, меѓутоа се секогаш ведри и насмејани, те поздравуваат со поклон до земја. Исто така имаат многу добра, да кажам, навика, секогаш се молат на нивните богови, давајќи им пред самите
куќи пред работното место, цвеќиња, одаваат почит на тоа, палат миризливи стапчиња кои што ги бркаат злите духови, на тој начин прават нели баланс на доброто и лошото, секогаш е така, нели кај нас така присутно. Дури имаше и една недела јадат само цвеќиња, така се на таков тип на исхрана. Ние кога бевме на 11 март беше и Балиска нова година, каде што тој ден се беше тишина, значи не работи авиосообраќај, копнен, воден сообраќај на тој ден, бидејќи не бевме гости од друга држава, нели дозволено беше интернет, во собите кај што престојувавме, требаше зависите да ги затвориме, да нема никаква нели светлина. Убаво чувство беше, бидејќи и таа вечер излеговме надвор да го видиме Млечниот пат и тоа беше фантастично, за каде што не можев да го доловам нели со телефонот и да испратам фотографија да се види, тоа беше нешто неверојатно. Предходниот ден пред Балиската нова година всушност има некој палење на тие фигури што ги прават на што имаат нивно значење, тоа им стои пред самите домови и ден пред таа Балиска нова година го спалуваат тоа чудовиште, како да го наречам, не знам. Па веројатно со некој такво значење дека го отстрануваат злото, претпоставувам, по нивните верувања и преубаво беше, едноставно би се вратила уште еднаш, бидејќи имам многу работи кои што не сум ги видела и секако нели патувањето е убаво рај за очи, за душа. И имаат интересни работи во поглед на храната, прават сосови од кикирики, бананата ја употребуваат, прават најразлични декорации во тањирите, едноставно да ти е жал да пробаш од таа печена банана, многу убаво декорирана. А имате некој специјалитет конкретно од нивната кујна кој што се препорачува за туристите? Така, патката ја имаат, меѓутоа не ми се бендиса некако. Со многу зачини беше, нели треба да им се напомене дека тоа што ти го подготвува, дека не сакаш да биде зачинета храната. Јас ја јадев индиската храна, иако е зачината, па имаше некои така вкусови храна која ме бендиса, кинеската, те дочекуваат, те пречекуваат со нивните напитоци, драгон фрутот, исто така овошјето како смути или како овошје. Цело време го јадев нели нормално нивната кујна и нивното овошје, и кога прочитав малку за тоа овошје, па навистина даваат еден бенефит во поглед на конзумирање, меѓутоа кај нас тоа не го можеме, така да кога ќе отидеме и кај што одиме нели потребно, пожелно е да конзумираме од тоа што го дала природата. Морам да го напоменам тој адреналин на љуљашката што беше над оризовите полиња и оризот таму нели како храна фантастично, поразлично нели од нашето, меѓутоа немам едноставно зборови, да се вратиме во реалноста, да си ги направиме назад во реалноста. Кога дојде тука, враќањето во реалноста малку така, нели можеби по да речеме предизвикувачки, или и за тоа треба време да се прилагодиш првенствено на таа клима, на таа временска зона, па да се вратиш тука и да се вратиш така, таму беше 30 степени, сега се вративме ние на која температурна разлика, па како и да е, нели? Организмот тоа си го покажува, но добро е кога се на се искуството е како што треба, нели, со тие сите впечатоци и импресии, запознавањето со една култура која што си има своја традиција, верување, обичаи кои што е добро човек да ги доживее така во живо. И верувам дека ете оние кои што можеби некогаш имаат желба и можност ќе отидат и тоа ќе го видат на свој начин, нели, и го доживеат исто така со своја перцепција, но добро е што ние на еден ваков начин преку триската и твоите фотографии можевме да прошетаме накратко до Бали. А сега сме вака физички во нашата кујна, утринска на Телма, и продолжуваме, односно почнуваме со нашиот денешен рецепт кој ни го подготвуваш. Како секогаш не остануваш на нешто на едно. Така што денеска си повлеклит, како ми кажа. Не остануваш на едно, треба да имаме нели заводенот како или редоследно би требало да бидат нашите оброци.
а сепак станува збор за нешто лесно, за посно и енергично, поточно тоа што ќе ни ја даде доволната енергија за во текот на вистина постот и не е лесен, ама ние може да си го олесниме, каде што може да подготвиме храна која што и лесно и брзо се подготвува. Конкретно овој намаз сега го имав од дома подготвено, ама бидејќи сме така облечени во посветла гардероба, па да ни си направиме белја, ова е намаз од цвекло, каде што ни е потребно 200 грама цвекло, наут, малку лук се додава, лимонче и тан може да се додаде или сусам. И ова се додава во блендер и добива ваква пенеста структура. Меѓутоа, ова е посно. Но, доколку сакаме да, кај го ставив, да, тука е, доколку сакаме или не постиме, па да имаме и таква варијанта. Друга варијанта може да се додаде во самиот намаз и малку грчки јогурт. И да се пробаш. Едната ќе ја направиме така, дали постиш? Јас ја постам последната недела. Последната недела без масло. Да. Така, добра, лесни нека се постите. Да, на сите оние кои што постат се разбира. Лесни да им се постите и секогаш, како велиме, и во нашата кујна се обидуваме да помогнеме во тој дел кога зборуваме за постни јадења, предлози, намази, сето тоа кој што ни е добродојдено и не само за постите, туку и воопшто. И добро е што постои избор и може човек едноставно да направи еден така разновидно мени и да ужива во храната. Секогаш наоѓаме причина за нешто да направиме и причина за да не направиме. Така да, од тие две работи зависи ние што ќе одбереме. Сега ова е варијантата, нели, што не е постна, меѓутоа постната варијанта не постната додаваме варијанта се знае што само можете јајца да не ставиме. додаваме, така да. Од постниот намаз пред да го дадеме грчкиот јогурт, еве пченката и верувам дека ќе ставиме ова е млад спанак, така? Така, да. Млад спанак. Имаме тука и рукола. Рукола грешка, да. Добра, да. Рукола, па да би воделима дали е рукола или млад спанак. Да, доста слични. Како и да е, и тоа можеме да го ставиме и постно, имаме бадеми, како јаткасти, нели, производи кои што може да се вметнат и кои што сака дополнително се разбира од зеленчук, а може да се прават и овошни варијанти. Затоа некоја следна прилика. Имаме и овие тековно додека го правиш тоа може да спомнем и за овие така наречени убави како нешто што може да биде замена за оние класични грицки или грисини, но на еден да речеме здрав начин, со оглед на тоа што имаш ставено сусам, ленено семе, сончоглед, семки од тиква, сол, веројатно, И малце палента јам ставено. и чија. И чија. Да, ете, тоа е тоа, кое што е супер здраво за грицкање и одлично за, ете, кога имате потреба од такво нешто. Тие ни се тука и сега само што ќе кажам, ми го заборавивме тој дел, од што многу имаме да си кажеме. Од што многу имаме да си кажеме. Овие чини кои што ги гледаме во форма на школка, се исто така од Бали, така? Така. И ти ми рече дека се направени од орис. Како ги направиле, не знам, секоја чест. Да. Само ова го зимав и се каам зашто ги зимав само може така требаше повеќе да зем. Требаше повеќе да зем. Да, дај малото да го доловиме убаво, не знам дали се виде тоа како што треба. Ова не знам што е материјала. Да, ова е многу интересно. Буквално личи на школка, направено од орис. Како тоа умешно го прават и на кој начин процедурално ми немала прилика да видиш, но со самата информација дека е направено од орис фасцинира и еден одличен комплет кој што и убаво изгледа и така можеме да го кажеме во контекст на Слушај, Индонезија никако не ги отера мислите во друга димензија, па забораваме, па јас заборавив да ти подарам од Индонезија и чоколадо и мал подарок. Тоа е лаванда за смирување, така да имаш и етерично масло. Извини ме за подарокот, никош не е доцно, нели? Тама работа, јас сум благодарна за овој подарок, кој што те на еден таков начин ќе потсеќа на Бали, иако не сум го посетила, верувам ќе имам прилика тоа да го направам во иднина. Ти благодарам многу. За 8 март. Задоволство. Се надевам. Сега, ова е намазот што го подготвив. Кажав цвекло, хумус, малку лукче. Лукчето може да се потпече во рерна малку, нели да не изгори. Лимонов сок, бибер и сол се додава и фина пенеста структура да се направи. Да се добие. Другиот намаз што го направив
ќе го ставиме на лепчето, тоа е намазот од маслинки. Имаме ли време да се подготви или само да го кажеме рецептот? Мислам дека можеме само да го кажеме на кој начин се подготвува. Добро, во ред. Да, зашто има уште еден доста рецепт. работа, да. Супер. Работа што можеме да ги презентираме. Овдека е потребно маслинки, зависи од количината која сакаме да биде подготвен, да имаме намаз. Потребни се маслинки, јас ги употребив овие маслинки, бадеми мелени, значи малку лимон, малку маслиново масло. Добро. Значи сол никако, бидејќи самите маслинки се солени и нема потреба да биде уште повеќе солено. Да, значи тоа е намаз од маслинки, но не само од маслинки, туку и други работи кои што ги јас си спомена. додадов и малку лукче и навистина ми се јас од балиците, нели против зли духови кај нас Што повеќе лук. Така, лукот и кромидот бидејќи сум критикувана тука, ама од бенефит за здравието, Да. може и лукче да се стави, мала шала, нели се надевам дека нема да замерат гледачите. Така да ова Сметам дека лукот се одбегнува чисто само заради нели миризбата која што е малку поинтензивна, иако верувам дека рече се секој човек сака да има нели вметнато ете или во ваков намаз или во нешто слично кое што го има потреба од тој мирис и вкус на лук, така што е добре дојдено. Има време и начин како може и кога може да се направи. Да се конзумира. И сега ќе земам малку доматче. Само дали ќе успеам да го... За декорација? За декорација малце да направиме. Не ме бидува сега многу за декорација. Па, не би Ама рекла. ќе се потруди. Имаме многу примери, еве и во претходните твои гостувања така, тука. Добро, значи треба да се потруда малце поубаво да биде, ама не е лошо. Чипкалки дали има? Па, тука не да може да се најде, но не сум сигурна дали ќе ги пронајдам. Сакаш да биде како... Ете така, да, може и вака да биде. Добро. Ова е можеме намаз, да го ставиме. а ова ќе биде употребено за салатата со цвекло. Добро, тука ќе можам јас да ти помогнам со сецкање ако има Така, потреба може од ова тоа. да се стави тука, руколата рековме, потребна ми салата од цвекло. Претходно имам сварено цвекло. Значи треба да се свари за салатата цвеклото? Па да, може и Собар. свежо, ама некако по ми е вкусен вака. Цвеклото ми е повкусно сварено, може и печено. Да, ама мене ми е поубаво вака. Сега дали да го направам на коцкички? Па може на коцки, да. Ајде, да не идат вака. многу големи парчињата. Да сецкам нешто Ај ке те јаболко. поштедам. Ај може јаболкото, да. Јаболкото, Има ли ајде. нож чист? Да, ќе се најде. Е, Добро, одлично. Земам само еден значи танир. цвеклото И Значи- јаболкото го ставаме во салатата? во салатата, да. Добро. Ајде уште едно парче. Требаше на даска, ама дека ми беа тука, ајде да ни ја изволкам. Да, остава боја Остава боја, цвеклото. А на дрвена даска тоа може би потешко за вадење, како и да е, треба нели да се размислува домаќински. Е, така. Да, ние тоа го практикуваме и покрај нели брзината со која што треба да се подготват оброците тука и ти никогаш не остануваш на еден, рековме. Па И да, во оваа си викам, салата- ајде еден рецепт и на крај 101, ама добро е, се има идеја и може да се направи. Важно е Така да- дека креативноста секогаш ја има за Да, оригинални сите, идеи. А што е проблемот? Ништо не е проблем. Да. Само две-три работи од кои што може уште 6 да се направат. Да, и кога веќе ќе се прават, веќе се зголемува бројот на тие идеи кои што може да ни текнат, како што е оваа салата, верувам, не сме ја направиле до сега, а може и да не ни текне да направиме оваа комбинација, па зашто да не и да имаме еден ваков предлог. Така. Сите овие работи одат заедно, одат си се комбинираат. Зошто да не јадат? Е, тука, во оваа салата, значи, може да се стави и сиренце, Оревче? може да биде и посна, ама може да се стави, да, и оревче и моцарела. Значи Јас ќе имаме ја варијанти направам- на пусна и на Так, и да, на и две варијанти. кои што може да бидат со Ај вака со рака лични земав, производи. може и бадемчиња сецкани. Сега Еве го ножето. ножето, јаболкото и сецкано, бадемчињата вака ќе земам да не почне да летаат. Да. Ќе подсетиме, ставивме рукола, ставивме обарено цвекло, јаболката, пченка Па, ете, малку да. наут
Маслиново масло треба да ставиме, малку сончоглед, сол, оревче и така. краставица исто може да ставиме, дали имаме време за да се излупи краставицата или тоа е тоа. Да, еве краставицата Така. тука е. Ќе ја излупиме подоцна и ќе ја ставиме во салатата. Ајде вака, во корист на времето. Времето. Сол може, ама ајде по потреба. И тој ќе го ставиме по потреба. И јас ќе се излупам краставицата за да можеме да ја ставиме ние, но Ајде. ја презентиравме нели за да биде рецепт во оригиналот. Само имавме и лупалче, ќе си го најдам тука негде да не направам Ова да не си го заборавам. да, споменот. Нема врска, од тука Бали. е. Да, Тука е. одлично. Ајде, Значи сега имаме вака. да сервираме се што ни е подготвено напред и да финишираме со тоа кое што денеска Емилија ни го подготви. Нема место на масата. Сега растурени се чиниите, ама сите жени се снаоѓаат во хаос. Не постои жена која што не се снаоѓа во хаос. Хаосот подоцна ќе се Така, се среди. така, нормално, па кој ќе го среди ако не ние? Има ли Да. некој што ќе го среди? Така е, добро, нема време, добро. Еве ќе излипиме и краставицата и ќе завршиме со Ајде. со овие рецепти кои што ги направивме. Намазот од свекла, намазот од маслинки, овие тортили вкусни и субава боја, посна Не со дјавово, и непосна секунда само. варијанта и Овие што се? завршуваме. Ги кажав, јас би ги кажав. Ама може и вака да бидат. Е, така, Значи, добро. вака беше замислата за да се е, проба. добро. Така да, Еве, замислата ќе ја реализираме, Така, ова ќе браво. биде пробано и мислам дека завршивме со све експресно. И ми ти благодарам, како и секогаш одлично подготвено, одлично мириса, аромата е прекрасна во кујната и верувам и не се сомнам вкус. добро што не го спомна лукот, дека мириса Не, има јас арома на лук. немам проблем со лукот. Меѓутоа, на домакинска куќа. Домакинска куќа, Тоа е. така е. Домакински луѓе. Така е. Ти благодарам многу, се гледаме во следна прилика, се верувам со нови искуства Со задоволство и секогаш. со нови рецепти. Така, благодарам. Да, одиме со Марча и следниот гостин.